ова снимок. Океј, браво дечки. Денеска на тест имаме Jeep Renegade. Малку е прљав и се извинуваме за тоа. Меѓутоа моравме да го провозиме и низ такви средини, бидејќи пишува... Што правиш ти? Ај, ова е моја епизода. Конечно чекав. Знам дека ти сакаш, ама јас толку време чекав да го добиеме Jeep Renegade на тест, бидејќи прво сум голем фан на америчкиве брендови, второ памтам уште пред некоја година кога за прв пат искочи кај нас и го видов. Знам дека беше во една тиркизна многу убава боја со лед светла, со многу убави бандажи, фул опрема памтам беше внатре, многу убаво и конечно сега го имаме. Добро, не е во истата боја, беле, ова е Night Eagle опрема, тоа значи дека сите хромирани детали што би требало да бидат, сега се црни, што е супер, бидејќи тоа е многу популарно, особено кај нас помладата генерација. Се кажа дека сум млад, добро. Второ, изгледа онака баш као за джип, спремен за било која авантура, како што и неговиот слоган. Искрено, мене можеби повеќе ми се допаѓа оваа изведба. Можеби да бев лично јас, би му ставил тука голем кровен багажник со големи LED офроуд светла, би ги задржал лепенкиве, можеби би му доставил уште некоја плюс нормално од RPM, би му ги сменил гумиве, би му ставил големи офроуд гуми со големи крампонки и да, би ги дозатемнил задниве стакла ако тоа е возможно кај нас со нашиве закони. Што, не ви се допаѓа мојава идеја? Гајле ми искрено, мене така ми изгледа бидејќи Jeep е спремен за било каква авантура и треба да изгледа така секогаш. Сега јас нема да се задржам толку многу околу дизајнов, очигледно можеби не го имам истиот вкус, но ќе истакнам неколку ситни детали, а тоа е дека Jeep поставиле многу интересни мали додатоци, пример тука е малото джипче, односно оригиналниот Jeep. Исто така на стаклото имате мала икона од него. Има тука позади на овие светла ги има светлата и решетката, всушност што ги гледам и тука напред, кои што се препознатливи за него. Исто така ги има и внатре. Тука кај звучниците ги има истите детали. Исто така тука кај ретровизорот со фаровите и маската. Позади на задното стакло има едно човече што искачува планина. Верувам дека има уште многу други такви детали низ интериеров што сега нема да ги бараме. Не се некои многу битни детали и не се нешто што многу лесно се приметува, но дават еден посебен шмек што мене искрено многу ми се допаѓа. Сега околу интериеров, ова е, може да кажам, типично за Jeep, односно изгледа онака како да е спремен за било каква авантура, како што кажав надвор. Ми се допаѓа што има оваа рачка за држење која што е прилично цврста. Искористени се многу меки и квалитетни материјали што не очекував до некаде. Екранот, пример, за разлика од другите негови ривали брендови, не е насочен кон возачот, тука е буквално централно поставен, можат сите да го гледат. Ова е еднакво 8-инчен екран кој што функционира многу добро. Секоја функција брзо и респонзивно одговара на вашата команда, што ми се допаѓа. Лесен е за навикнување, надоле има малку повеќе копчиња од она што сега е тренд да се намалуваат и се да биде на тач. Мене искрено ми се допаѓа бидејќи се е на дофат и се е функционално. Сега околу практичноста малце ќе се задржам, тоа е дека се оставени две остави тука веројатно за телефонот. Едната ми се допаѓа што е многу како половинка остава, но е навистина функционална кој ќе го користите телефонот со USB кабел. Инаку да има USB кабел, има односно USB порт, имате приклучок за 12 волтен приклучок за струја, AUX кабелче, имате две остави за шишење кои што се многу кул, делуваат како светлата од позади. Има тука една остава, веројатно за ситни парички, и нормално имате голема остава под настанов за рака. Тука е толку, одиме позади.
тука позади, искрено прв пат влегувам, бидејќи цело време го возам, но први импресии, имате доволно простор за главата, како што гледате, за нозете, не е некој преголем просторот, барем позади моја возачка положба, но е окей просторот, имам некој минимален. На средниот дел, тунелот, чудно, обично кај другите брендови е широк, доста им голем простор има од централната конзола до самото седиште, тука малце тоа е тесно, а е доста широко меѓу другите патници и кога ќе седнете тука, да, како што претпоставував, не можете ги ставите нозете горе за да имате подобна седачка положба, не возачка, и морате ги ставите од страна. Кога ќе ги ставите од страна се крати комодитетот на другите двајца патника и затоа мислам дека ќе биде малку проблем за подолги дестинации. Друго што ми се допаѓа тука е тоа што има USB порт. Секоја чест за джип, бидејќи многу други брендови не нудат USB порт тука позади, а знаете дека е потребно, тоа и со ми го коментиравме во претходните епизоди. Имате ISOFIX куки кои што се многу лесно достапни и толку за тука одиме го видиме багажникот. Багажникот нуди, ама е прљав. Добро, после мора го переме кај Пепи. Багажникот нуди 351 литар багажен капацитет, што можеби не е така многу колку што очекувате од едно вака возило што изгледа толку големо и масивно, но во однос на она во која конкуренција и во која класа е сосема доволно. Ми се допаѓа тоа што оваа даска од багажникот е рамна со ивицава на браникот и тоа го леснува товарањето и стоварањето на потешки предмети, знаете. Под неја имате резервно тркало и сет за репарација во зависност од она што ќе земете во дополнителна опрема. Ми се допаѓа што имате две мали остави тука од страна, имате закачалки, имате и куки, нема приклучок за струја, можеби е потребно бидејќи ако го возите често по авантури надвор од градските услови, тогаш лесно ќе се испрли и ви е потребна мала правосмукалка за да изчистите. Инаку и тука имате уште еден детал од тие преска што изборевме со фаровите и решетката, така да интересно, ќе се наоѓате секаде по нешто. Сега одиме да го повозиме. Сега околу возењево морав да видам околу слоганов на Renegade, кој што го пишува тука околу бравата за клучот, дека е спремен за нови авантури. Дали навистина е така, дали воопшто ги има задржано гените од оригиналниот джип, бидејќи ова е нивен прв кросовер кој што е најмногу наменет за урбаните средини. И периодов бевме до камените кукли во Кратово, бевме уште на некои други интересни локации кои што не се баш за возило, урбано возило, така да морам да признам дека Renegade е спремен за нови авантури кои што можеби отскокнуваат малку повеќе од вообичајните. Сигурно очекувате дека под хаубата има некој моќан мотор, V6, V8, не, нормално како и другите кросовери, има 1.0, 3 цилиндрен турбобензински мотор кој што произведува 120 конски сили, мотор кој што со слични перформанси го гледаме и во другите негови ривали и тоа е многу нормално, бидејќи како што кажав, најмногу ќе се вози и е наменет за урбаните средини. Ова е кросовер, но сепак морам да кажам дека моторов е доволно моќен и брз. Нормално како и сите други вакви мотори се чувствува една дупка, особено од прва во втора брзина, како да губи моќ. Но штом ќе се уклучи турбината, тоа е веќе друга приказна и имате многу моќност на располагање. Се достигнуваат високи брзини, лесно, брзо, така да мислам дека ќе ги задоволи потребите на голем број возачи. Нешто што ми пречи околу овие мотори е тоа што иако идејата нивна е да се намали потрошувачката и загадувањето, потрошувачката сепак се движи околу 8,5 литри,
тоа е најниско нешто што успев да го постигнам, во моментов е 8,8. Ако ги гледаме пропорциите на возилово, тоа не е некој големо потрошувачко, но искрено очекував барем да биде околу 7. Добро, сега ќе се задржам на некои други возни карактеристики, односно на другите детали, кои што морам да ги пофалам, конкретно менувачот, кој што прво многу ми се допаѓа на форма, многу лесно го навикнувате на рака, второ е краток и прецизен. Друга работа што морам да ја пофалам е педалот за кумпловот, кој што буквално джип може да поставите еден пердув на место педала, толку е многу лесен, толку многу лесно се навикнува, што навистина многу ми се допаѓа. И третата работа, до некаде е позитивна, до некаде негативна. За мене е позитивна, бидејќи јас лично сакам потежок волан, односно да имам подобра контрола над управувачкиот систем, и тоа тука го има. Но за некои други возачи кои што најчесто ќе го возат во урбаните средини и сакаат, односно не сакаат толку многу спортско чувство зад волан, ќе биде проблем, бидејќи воланот е потежок. Да има опција да се олеснува воланот, ќе биде супер, односно да има некој градска опција, ќе биде супер, но за жал тука во овој момент го немам тоа како понуда. Сега исто така ќе додадам само дека околу бучавата сум изненадан што иако има огромни ретровизори, иако е коцкаст, тоа не е баш нешто најдругарски со аеродинамиката, но или джип успеале да направат добри финти во аеродинамиката и да се намали бучавата, или направиле толку многу добра изолација што воопшто не се чувствува никаква бучава, дури на многу поголеми брзини, што навистина многу ми изненади. Сега неговата коцкаста форма, па многу ми се допаѓа бидејќи е доста прегледан, имате големи стаклени површини кои што ви го леснуваат возењето и паркирањето. Но сега кога сум околу паркирањето не ми се допаѓа тоа што паркинг сензори имате само позади и фали паркинг камера. Немам во овој најтегл пакет такви понуди. Може би во дополнителна опрема ги има, но искрено ги очекувам да ги има дури во стандардна опрема, бидејќи се нешто навистина многу потребно, сепак е гломазно возило, доста голема и долга хаоба имате, што не би сакале да ги изгребете тие браници, не би сакале да го уништите возилото, така да тоа мислам дека фали тука. Ценава чини 19.000 евра за конкретно овој пакет. Нема да коментирам дали е висока, дали е ниска, ќе оставам тоа вие да одлучите, дури со кое друго возило можете да го споредите. Јас само ќе кажам дека како за джип очекував, барем таква перцепција си има помеѓу луѓето, дека джип се многу поскапи од реално тоа што се, односно тоа што ги имаме во понуда, така да цената е доста пониска од тоа што очекував и за тоа ќе кажам дека е добро. Јас тука некаде ќе се одјавам, се гледаме многу наскоро со ново видео и следете не. Чао!